Градскиот парк Зајчев рид, паркот Газибава, падините на водно, приградските населби и индустриските зони во Скопје ќе бидат едни од ретките места каде што ќе може да се отворат спортски обложувалници или автомат клубови ако собранието ги изгласа измените на Законот за игри на среќа. Предлогот предвидува објект во кој се организираат игри на среќа да мора да биде најмалку 500 метри оддалечен од основно или од средно училиште. Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа реагира дека на овој начин ќе се затворат домашните обложувалници и автомат клубови со што околу 10.000 луѓе ќе останат без работа, а државата ќе остане без приходи од над 280 милиони евра годишно. Се затвара целосно законска економска гранка што ќе предизвика отварање на црно на игри на среќа во подрумски простори, како децении наназад. Државата ќе нема ниту контрола, ниту ќе остварува буџетски приливи. Ако се исцртаат кругови со радиус од 500 метри околу секое училиште, празни остануваат само парковите и индустриските зони, како и приградските населби во кои ќе може да се приредуваат вакви игри. Во предлог законот се наведува дека ова се прави за да се заштитат младите. Иницијативата за законските измени потекна пред неколку години од движењето антикоцкање од Тетово. Тие бараат од пратениците да ги изгласаат измените. Значи прерамбени работи се затварат, се отварат казино. Нови фирми доаѓаат во Македонија. Овој закон не е нашиот предлог, што ние сме го предложиле и бараме од собранијата и од државата да се изгласа, али ние не го спречуваме ова. Значи да се дојде време да се почне од негде. Во исто време, државната видеолотарија распиша повик за странски партнери за приредување на игри на среќа на интернет. Домашните асоциации сметаат дека тоа е парадоксално. Додека од една страна се носи закон за затварање на индустријата и уништување на домашните лиценцирани компании, владата ќе се ортачи со странски компании кои ќе имаат по еден или двајца вработени и на големо ќе ги промовираат игрите на среќа преку интернет. Има ли поголемо лицемерие од ова? Овој освен бизнис логика, друга логика во овој потек не може да се види. Опозицијата обвини дека повикот се прави за интернет обложувањето да го добијат фирми блиски до бугарската мафија.